Во градот, под Марковите кули во самиот центар на Прилеп, се издига споменикот на еден од најзаслужните двигатели во сферата на музичката култура, легендарниот народен уметник Пеце Атанасовски. Споменик како вечен сведок и подсетник за сегашните и идни генерации, дека величината на секој смртник не ја одредува големината на народот или местото од каде што тој потекнува, туку неговото дело. Делото на Пеце Атанасовски е вонвременско, вечно и неодминливо, засекогаш вткаено во светското културно наследство. Лик со кој не се гордее само градот Прилеп, туку и целиот македонски народ. Светлината на денот ја здогледува на 25 октомври 1926 година во семејството на Василе и Аца Атанасовски. Безгрижното детство го минува во родното место, заедно со своите браќа и сестри во родното Долневи, Прилепско, таму каде што музиката го прави животот да е поубав и побогат. Таму каде што гајдата секогаш била говор на срцето и душата. А Пеце тоа го осознава уште од најраната младост, благодарение на својот постар брат Цветан, кој несебично му ја пренесува и му ја врежува љубовта кон овој инструмент. Ништо во нас не може да побуди емоции и сеќавање на нашето детство, како оние безгрижни детски мигови, исполнети со она што го сакаме најмногу уште од најраната младост. А тоа кај Пеце беше да засвири со гајдата на свадбите сред село. Тоа биле пресудни мигови за да им го посвети целиот свој живот на народните инструменти, песната, играта и на традицијата. Пеце Атанасовски несомнено е еден од корифеите на македонската музичка историја. Да се биде денес народен уметник, народен музичар или да се делува на полето на фолклорот не е толку револуционерно како што било после Втората светска војна. Знаеме што направи Блаже Коневски со јазикот, го формираше македонскиот јазичен идиом. Сметам дека тоа во однос на фолклорот го направи Живко Фирфов, а и сите оние со кои што се работуваше, како што се Пеце Атанасовски, Тале Огненовски, Кочо Петровски, Александар Сариевски, Васка Илиева и така натаму, секој во својот домен. Чичко Пеце и една огромна друга плејада на горостаси, знаменосци или јас ги нарекувам воденичари кои на свој начин ја насочувале дарбата, талентот на македонскиот народ во креирањето на еден вруток од оригинални автохтони звуци. Тој за себе велеше дека е пчелар во принцип, кој што го собирал медот од сличните пчелари како него. Он беше некој олицетворение на таа народна мудрост и трпение. Не беше само музичар, беше лик.
топлиот дом, хармоничниот семеен сплет и љубовта која владеела во семејството имале големо влијание во создавањето и творењето на овој голем уметник. Со Пеци се запозна 56 година. Беше кратко запознавањето, али присни бевме многу. Тој му беше пријател на брат ми, идеше често пати и така се запознаевме и за кратко време направивме свадба, се земавме. Имавме голема љубов, разбирање, нежност, внимателен бил. 58 година ми се роди Весна, 59-та керката помалата на годината, така ми се роди ја. Бевме засипани со многу љубов, топлина, искреност, топли насмевки, прекрасен, срдачен родител. Таткото наш патуваше, нормално ние како децата гувавме многу, додека тој беше отсутен. Неговото заминување на пат беше за нас тага. Меѓутоа, кога ќе требаше да се врати од пат, ние бевме престрекни. Го дочекувавме со сестра ми на автобуска станица, знаевме кога се враќа од работеше со културно-уметничкото друштво Мирчаце во Прилеп долги години и во недела попладне, знаевме во колку часот ќе дојде автобусот, со трчање одевме на автобуска станица, а тој враце не носеше до дома. Кога одел го испраќав со љубов го причекував. Но не шеташе низ Европа, по мориње, сакаше да го запознаеме земјите и културите на секаде, за да знаеме да си ја цениме нашата култура, ма тој тоа го правеше толку ненаметливо. Во почетокот може би ми било и чудно како дете, знаете, на училиште сите во наше време, да речем, кога ќе прашаја што работи таткото или мајката, велеа службеник и службеничка обично. Јас велев татко ми е гајдаџија и тоа им беше и на децата чудно, а мене па не ми беше чудно што има тука чудно навистина, тој така велеше. Беше многу вреден, многу работлив, голем домајчин беше, голем татко, голем сопруг беше. Се што заработуваше, кој динар го заработуваше, го носеше дома. Не беше некој калаш, што викаме ние, човек. Беше со широка душа, не беше себичен. Беше народен човек. После децава израсна, се мажеја, радости видов, не внучина видов. Жал ми е што не продолжив по неговите стапки. Иако започнавме заедно со брат ми, одевме долго време во Кочарацин, но по смртта негова скочија други работи, што едноставно продолживме по други патишта. Како дете, кога одевме на семинари, јас бидејќи одев со баба ми и дедо ми, беше предизвик да го следам и да играм како што играше он и да свирам како него. Но сепак не, како што кажа и брат ми, животот не насочи кон друг правец. Во секој случај многу ни фали и се надевам дека ќе биде горд што и среќен во какви личности имаме израснато и ми е стварно жал што не може да го види он тоа сега. Беше една грандиозна личност со смирен тон. Секоја реченица имаше негова поука. Беше исклучително нежен према нас како внуци и тоа што во ниеден момент немаше покачено тон на гласот према нас, го створи тој авторитет према нас, према внуците, да биде почитуван. Едноставно беше high level дедо. Тој имал прилика во својот живот како млад да го запозна еден Живко Фирфов и еден Емануел Чучков, значи многу битни луѓе за македонската музичка култура, творци на танец, да не навлегувам сега историски во тој. И од Живко Фирфов учел како една народна материја, музичка народна материја, која што има извор, спонтано се случува, кога треба да ја прикажете во некаква си форма, како да ја најдете таа форма,
а при тоа да не увезете туѓа форма, туку да направите таа народна материја, која што спонтано постои, се свири, се пее, да кажеме, по селата, да добие некаква си форма, да се заокружи, во класична смисла да се заокружи. Пеце беше фолклориста и играорец во ансамблот Танец. Таму практично ја разви својата дарба играорна и се стекна со искуството на оние играорни, фолклорни поставувања на македонскиот фолклор. Немаше игра која играше ансамбл Танец, а да Пеце не ја знаеше во танчина, во најситни детали, за кораците, како за машката постава на играта, така и за женската постава на играта. И тоа на Пеце му овозможи да биде добар инструктор за игрите по културно-уметничките друштва. Он беше инструктор долги години во културно-уметничкото друштво Мирчацев при Културскиот комбинат во Прилеп, со која постигна апсолутно завидни резултати и во земјата тогаш по Југославија, во Македонија и во странство. 67 година, кога почна да го спремат културно-уметничкото друштво, мојот татко Илија Лашковски беше секретар на друштвото и го покани Чичко Пеце да биде кореограф. Чичко Пеце живееше во Скопје и секоја сабота и недела идеше во Прилеп на проба, не учеше. Па кога имаше пред концерт и скоро на цела недела имаме проба. Награди имamo освоено во Белгија, Шпанија, Франција, Русија. Нема место во Европа кај што не сме поедени и седека бевне први. Јас како дете се сеќам кога се спрема за Воланголем, културно-уметничко друштво заедно, па тоа беа вечери бакотрпно тренирање. Кога бевне во Ланголен, Танец при некоја година пред нас го освои првото место со 100 бода. А ние по една година, две, бевне поканети, освоивме 98 бода. Беше еден период инструктор на Академското културно-уметничко друштво Мирчацев во Скопје, со кое исто така постигна завидни резултати. Постојат културно-уметнички друштва, меѓутоа не на начин како што биле системски раководени порано. И таа спрега меѓу аматерите и професионалците е некако многу послаба денес. Така што, за жал, можеме денес да си спомнуваме на тие убави времења во надеж дека можеби некој ќе се замисли и ќе се обиде да ја надоврзе таа традиција на трансформација да ја наречеме, или поинакво видување на македонскиот музички фолклор, без при тоа да ја наруши неговата основна дејност, убавина и суштина конечно. Пеце е основоположник на Оркестарот на народни инструменти во Радио Скопје, па понатака во Радио Телевизија Скопје и на крајот во Македонската радио телевизија. Оркестарот беше до почетокот на 60-тите години заедно со Оркестарот Чалги. Оркестарот Чалги и Оркестарот
на народни инструменти беа еден оркестар. Пеце е тој кој во тоа време се заложи да се одвијат тие два оркестри заради потребата, заради автентичноста стилска на двата оркестри, едниот да се занимава со изворна музика и со изворни инструменти, додека оркестарот Чалги да се занимава со градската музика, она чалгаџиска музика која го носи звукот на Ориентот. Имате еден оркестар составен од инструменти кои што, например, не можете да ги најдете секаде. Например, кавалот се свирал, да кажем, овој северниот дел до Свети Николе доле, конкретно овој кавал што постои во оркестарот. Гајдата е главно долненска, значи не е земена гајда од, да кажем, некои други типови на гајди што ги има по Македонија. Тамбурите главно доста универзален инструмент и е направен оркестар низ кој всушност Пеце Атанасовски ќе мине сета наша народна музика. Во почетокот имаше среќа да има соработници на вистина и добри инструменталисти, како што беа Никола Цветковски, како што пред него беа Миле Коларовски, кавалџи изванредни. Меѓутоа, инструментот гајда ипак останува да се слави од влегувањето на Пеце Атанасовски во тој оркестар. Така слободно може да речем дека беше златното време, златната доба на оркестарот, затоа што се снима голем број на ора, кој остана и ден денеска, меѓу кои Јаниното, Ситна лиса, Тешка крстачка и икс други. Имаше проблеми со работата. Знаете, тој имаше многу покани од цел свет, настапуваше исклучиво по универзитети. На над 90 универзитети одржуваше часови за фолклор и за изворно свирење. Требаше да отсуствува и од работа и се сеќавам еден период не стигна одобрувањето за да отсуствува неплатено од Радио Скопје, каде што беше редовно вработен. Појавија некои недоразбирања со раководителите на Македонската радио телевизија. Дори се случи да еден таков работник како што беше Пеце Атанасовски, кому дисциплината му беше на прво место и над све, да биде наводно као преку некаква дисциплинска постапка одстранет од работа. Дојде дома, рече, уште не се состанале, јас од пред 4 месеци дадов молба, јас утре заминувам. Јас бев возрастна, веќе му велам, ама тато, како ќе одиш? Викам, знаеш дека може да добиеш отказ. Таму илјадници студенти ме чекаат, нема да ги изневерам, а да не се секираш, сине. Ако добием отказ, татко со две раце, ќе најде работа и нема да останеме така. Немаше логика, ама тоа се случи.
Меѓутоа се промени гарнитурата во Македонска радио телевизија, Пеца Атанасовски постепено беше вратен, повторно со истиот жар продолжи до неговото заминување во пензија, дури и не до неговото заминување во пензија, него дури до неговото заминување од овај век. Имаше многу пејачи кои доаѓа, просто беа воljни да остават што повеќе песни, групи, трија, дуа, солисти од познатите пејачи наши. Baba bila zlo jasna, pak se ne najala, pak se ne napila. Vtora večera, 2 miletna galaba, jedna erebica, pa baba ne jala, pa baba ne pila. Baba bila zlo jasna, pak se ne najala, pak se ne napila. Ја имав таа среќа што од многу млада почнав со врвни мајстори. Тоа Чичко Пеце, Атанасовски со оркестарот од народни инструменти. Како си се нижеа годините, Чичко Пеце организираше концерти. Имаше и други мои колешки во тоа време, да не ги набројувам, Нада Ангелова. Многу се за да ги набројувам, па да не спомнам некоја да ми се налутат. Николина Кузмановска, Николина Стојановска, беше таа тука вработена во радиото. Захаринка. Имаше една маса, една плејада од пејачи, кои постојано доаѓаја и на кои постојано Пеце им даваше можност да го искажат својот талент. Беше ист кон сите. Беше многу интересен како човек. Не сакаше многу да зборува, али тоа што ќе го кажеше, кажано беше. Значи си бараше работа, дисциплина. Тоа беше голема работа за пејачите и за музичарите кои доаѓаја од генерации и генерации поминаја. Се учеа тука, се учеа. Се радувам што бев дел од нешто што денеска и во иднина за идните генерации ќе представува историја. Вистинска штета е што не постои тој оркестар за да продолжи да ги диктира стандардите,
како тоа се работи со фолклорот, бидејќи секој еден припев е дело на некој што постои. Знаеме дека многу од песните се пееле акапела, не постоела инструментална придружба, а она што го направил Пеца Атанасовски и таа дружина од тоа време, до ден денес има посебно место во нашата историја, дава посебен белег на македонскиот музички фолклор и на најубав можен начин не презентира во светот. Мислам дека таа нишка некоја од таа школа е прекината заради згаснување на оркестрите, заради дисконтинуитет во таа работа, во аматерското практикување на фолклорот. Иницијатор и реализатор беше на семинарот во Тешево заедно со Живко Фирфов, каде секоја година имаја посетители од многу земји, практично од цел свет, кои сакаја да учат македонски фолклор. Можам да кажам дека имаше посетеност преку 300 луѓе на два семинари. Едниот беше во јули, другиот во август. Ние во живо им свиревме на тие луѓе, Чичко Пеци ги учеше кореографии, да играат, да свират, да пеат и така натаму. На еден час, а неговите часови правеа нормално со паузи по 8 часа дневно. 4 часа предпладне држеше часови со тие странци, па пауза за ручек и уште 4 часа попладне. Меѓутоа, во сеансата од 4 часа, Пеца Атанасовски мораше барем 4 или 5 пати да си ја пресоблече кошулата. Вака кога ќе го видев јас како дете, тој беше целиот, значи вода течеше од него, но несебично, повторно ќе кажам, го даваше сето свое знаење и го пренесуваше на тие луѓе и викаше, многу ќе ми биде жал ако ова што јас го знам нема кој да го наследи во Македонија, бидејќи ќе дојде ден кога ние треба од нив да го учиме тоа што ние го предаваме, односно го знаеме, што го имаме од нашиот извор. Луѓе кои што беа љубители на изворната народна музика, на изворната народна песна, на фолклорот, на ората, на носиите, на еден куп, нели, колекционери кои што има разноразни носи, инструменти, плочи во тоа време и ред други работи, кои што доаѓаа да црпат од нашиот извор и тоа да го споделуваат после тоа во нивните земји. Здраво, Лилијана. Ево, Пеце. Ми даде Бистра Поп-Ѓорѓиева од Берово. Со Пеце во 71 година сам ишел на него семинар. Дошли су доста луѓе, не знам, мислим 20-30. Неки од Америка, су били неколико од Америка, а има и од Западна Европа. Од Америка јас сум био Ив Моро од Канада, кој предава фолклор и до денеска. Марк Ливи е био тамо, Марк Ливи е етномузиколог, добро играч, ама Пеце беше више со осеќање на селско начин. Ама добар човек е. Тој беше многу добар човек. We got to know Pece Atanasovski in the year 1975.
It was the first time that Ulf could go to Oteshevo, and we dared to go to Oteshevo because a German was organizing a seminar there. In that time we had started our own dancing group with international dancers from everywhere in the world. We needed some material, and we heard about the Macedonian dances that should be the most difficult. Petze could tell us much more about dancing and movement and style that we could learn ourselves by just looking at it. That was very impressive for me, that he had kind of a feeling. And you know, I am a doctor, so sometimes I say that people have a feeling, and I was really very astonished that he started it 2 years before his end. After, on his last seminar, you know, it was 2 years before he died, and he must have had a feeling that life has an end, you know, because we have a documentation when he was teaching the dances, and he said, "Don't forget, this is important. For this dance, this is important. Don't forget." He didn't say, "Don't forget me," but just to take care that the dances will be taught in the right manner. Dobro zapamti da сега оди овчеполска потрчулка. Да? Okay. Don't forget. Young people who came to Berlin to study mostly never learned the dances of their home country at home. They start to dance in our group because somebody brought them, somebody told them, "Oh, you like to hear some music from home?" So then they come and dance in our group. Јас немав прилика да го запознам Пеце Танасовски лично, но има голема чест да учам од неговите ученици, кои што се од Германија, тоа се Евелине Краузе и Улф Вајгел. За моја среќа, во групата која што членува, да кажеме, 10% македонци, сите останати беа германци, исто имаше голем удел на бугарски студенти. Поголемиот дел од програмата беше исполнета со македонски ора. Не само дека јас сум македонец и сум горд на тоа, туку пред се горд на дека можам да ги играм и да ги танцувам тие ремек дела собрани од Пеце Танасовски, нели потоа дадени на учителите во Германија, бидејќи навистина беа еден вид ремек дело. По иницијатива на светскиот гајдаџија, како што реков Пеце Танасовски, етномузикологот Живко Фирфов, културно-просветната заедница, Илија Лашковски, тогашните функционери, секретарот колега Арбески на културно-просветна заедница, го формираат во Долнени првиот фестивал. Фестивал на народни инструменти и песни. За да се зачуваат народните инструменти и народните песни од заборав. Пеце го одбра името Марко Цепенков, зашто тој, сите знаеме, народниот уметник. Фестивалот се одржуваше на Ден Спасовден, значи мај и јуни. За прв пат како дете имав можност да настапам на тој фестивал во Долнени, каде што не знам, имаше можеби преку 300 или повеќе гајдаџи. Доаѓа од Србија, од Бугарија, доаѓа гости. Меѓутоа не во она мерка, во она количина колку што тој замислуваше да го прави тоа. А инаку визијата на фестивалот ја
посматраше од еден висок национален аспект. Висок во смисла на тоа доминантен аспект македонски. Тој фестивал беше единствена можност каде што можеа да се соберат сите видови, сите народни инструменти што постојат во Македонија и песни кои доаѓаја од различни делови на Македонија. Најмалите учесници кои сега учествуваат имаја по 3-4 години, 5 најмногу да имаја. Имаше една прекрасна идеја. Јас не знам дали немаме пари или немаме ум. Во некои моменти фестивалот беше во криза. Имаше опасност да кикснеме. Пеце беше толку упорен, што во ниеден момент не дозволи да се посомневаме во нашите способности. Имаше проблем, јас се сеќавам, млада бев и го воде фестивалот, после неговата смрт продолжив и како директор на фестивалот 21 и 2 години. Немаше доволно средства за да се одржи. Јас дома ќе дојди од Долнени, од Прилеп и ќе рече нема пари, не ни стигнаа пари. Ама ако нема пари, нема ни фестивал, зошто се заморуваш со тоа? Велеше додека сум жив, јас ќе плаќам и фестивалот мора да постои. Мора да се негуваат тие луѓе, живеат за тој фестивал, треба само да ги пречекаме. Пеце велеше не е мој фестивалот. Овој фестивал е на Македонија. Мора Македонија да изнајди причина повеќе, да го негува, да го форсира и да го одржува овој фестивал. Воспротивно, како и со многу други наши важни национални белези, ќе ги упропастиме. А тоа не е добро за државата. Кога почина Пеце, самиот Прилеп, самиот сите се сложија да, бидејќи неговиот придонес кон фестивалот беше огромен и сакаја да остават печат некој, да се спомнува неговото име заслужено, сите се договорија да од Марко Цепенков, бидејќи Марко Цепенков го носи и Домот на културата во Прилеп, значи да не биде едно име на две места, значи поубаво Марко Цепенков е запишувач, а Пеца Танасовски е интерпретатор. Значи двајцата големци, прилепчани, си го завзедоа своето место токму таму каде што и припаѓаа. Сите изразивме желба да го викаме фестивалот Пеца Танасовски. И со наши скромни материјални услови од самата држава, Драган Поповски Дада го изготви споменикот професионално, што е во спомен куќата на Рудина. Исто тогаш се направи по смртта на Пеце, имаше исто тој голема желба, ја направивме спомен куќата во Долнени, ја опремивме со скромни. Му велевта тоа на академија друго, не. Треба и кавалот и гајдата и тамбурат и така натаму да се изучуваат. Тоа е неговата неостварена желба практично, меѓутоа не можел да најде на разбирање во тогашните политички структури, односно во Министерството за култура и за образование. Но тамо некаде 92-3 година ние успеавме да отвориме, и он беше се уште жив и активен и во светот и овде. Отворивме во Средниото музичко училиште во Ембилоц настава по народни инструменти. Веќе постојат учебници. Едно такво наставно помагало, јас го користам во наставната програма. Изготви Кирил Тодевски,
значи познат етномузиколог, кој што малку повеќе монографски се осврна кон ликот и делото на Чичко Пеце. Меѓутоа сосема доволно да студентите имаат автентични и оригинални информации за ликот и делото на овој наш народен гений. Некаде 93-4 година Чичко Пеце почнува да, бидејќи во пензија, почнува да формира едно училиште, една школа, каде што младите деца во тој период ќе можат да изучуваат изворни инструменти и во Младинскиот културен центар одржуваат часови. Подоцна тие деца направи еден оркестар кој што го крстија Пеце Атанасовски. 93 година есента ми се чини почна сето тоа да функционира како курс и таму бевме навистина. Поминаат 50 на луѓе, но главно после во оркестарот свираа 10 луѓе, тие што остана долго време да учат, тие 2,5 години се до неговата смрт во 96 година. Значи, влезот во, да кажем, во изворната народна музика беше произлезен од една наша внатрешна потреба да се запознае мајчиниот музички јазик, онака како што го нарекуваше Душко Димитровски. И навистина нема друг начин како тоа да го направите, бидејќи говорниот јазик го учите, бидејќи тој постои во уметнички и во говорна форма, додека музичкиот јазик постои само во уметничка форма. Мајчиниот музички јазик, таа уметност е всушност изворната народна уметност. И нормално, немаше кај кого да се учи, не ни мислевме дека може да се научи подобро од еден таков човек кој што беше Пеце Атанасовски. И Пеце знаеше секој што да каже. Значи, јас не ве учам како треба. Оти тоа е широко поле на гениалноста во уметноста, тоа отварање на уметничкиот израз. Туку јас ве учам како не треба. Ми се чини дека во тоа е значењето на Пеце Атанасовски, што успеа на луѓе од 20 години апсолутно да им ја пренесе таа музика и не само како некаков музејски експонат, кој што сте склони сите луѓе да гледаат на нешто што доаѓа од минатото, туку како апсолутно отворена, како отворен, действителен, апсолутен чинител во нашата модерна култура, така што не би можело ни мизар да се замислат без нивната врска со тој македонски музички јазик и всушност не со тие локални музички јазици, туку со онаа форма на нашата изворна музика со која што ние се сретнавме слушајки го оркестарот на Македонска радио телевизија. Почнавме негде 94-та година на иницијатива на Венко Серафимов. Тогаш често ние соработувавме во моето ателје. Беше тоа тој бенд сродни души, Бодан Арсовски, Саби Тахири, Пеце Атанасовски и јас. Уште веќе на првата проба ние се спријателивме. Имавме некои така 2-3 теми, уште една направивме како заедничка и тоа со 4 песни отидовме да свириме во организација на Дирекција за култура и уметност кај старата железничка станица. Свиревме доста слободна музика во едно време во кое што може да беше у зачеток или уште не ни постоеше тој, како вика, тој бран еден светски на откривање на таа етномузика низ на разни други профилации, да ги речам. Тоа беше, како да кажам, еден бенд во кој што секој беше свој и на еден такав природен начин гледавме да направиме некој грув, некој звук и секој да звучи у својот манир. Јас си го свирев мојот бас, Сабит свиреше своето дајре, Пеце свиреше на... Меѓутоа, од тоа што е првично, тоа што беше огромна желбата нешто да се направи, имаше, навистина се роди еден звук. Да не речам музика, се роди звук еден, кој мене ми зуеше во ушите многу години понатака. И така да тој оркестар по сродни души постоеше една година, а јас во тоа време веќе се спремав за соло албум.
И реков, ова не се пропушта. Оваква прилика не се пропушта. И му реков на Пеце, влагам, Чичко Пеце го викахме. Влагам у студио, викам, ке доаѓаш. Доаѓам, вика, нема проблем. И така излезе мојот прв соло албум Недоглед, каде што тој, односно Endless View, како што крстив на англиски тогаш. И гостуваше Пеце на 3 композиции кај мене таму. И тоа беше прекрасно примено. Он се вклопи. Уствари тој вака веќе велеше, вика, Бодан, ја не можам тебе да се вметнувам во вашата музика. Јас сум тука тебе да ти бојам. Македонската радиотелевизија, во тие години, кога веќе се дозна дека има многу добри студија, со добра акустика и добра техника, така испадна прилика, изразил желба, така дознаме преку Пеце Горан Бреговиќ, за да се сними една негова numера. Дојде тука, ние ја испеа, онака слукова ја слушнаме и вика, од мене е тоа, другото сакам да ми звучи македонски. И што се вели, ние земеме работата во своји раце и прозвучи како што прозвучи, веќе мислам дека понатака е све историја. У Липец Свату и нисам имал баш сасвим јасну идеju šta bi. Onda sam naravno, znao sam ja za te orkestralne instrumenta. Onda sam ih zamolio da nešto sviraju. I ko sad se sjećam kako je to izgledalo, tako, to je krenulo. To je bilo onako direktno da ti srce otkine. Ja mislim da je taj orkestar narodnih instrumenta i Pece Atanasovski, da je to možda od par najvažnijih nematerijalnih kulturnih dobara koje je Makedonija imala. A onda ovo ostalo je išlo lako, mislim, ta Lipac Svatu, to je njima bilo zabavno da snimaju. Poslije su, naravno, je Peco bio i gost na nekim velikim koncertima. Ja sam otkrio Gajde, on je otkrio kako izgleda sa rock'n'roll bendom na Bini. Ali uvijek se sjetim sa tog jednog dana koji sam proveo s njim i sa njegovim orkestrom kao jedan od ljepših dana. Да се направи јасна дистинкција што е тоа традиционален фолклор, да се замислиме дали тој би екзистирал на овој начин се уште, да не постоеле оние кои што го вообличиле на вистинскиот начин, што му дале убава рамка која што нема да го сквернави, туку ќе го унапреди. Јас немам ништо против новосоздадените песни, туку се борам секогаш за тоа вистински едуцирани луѓе, оние што знаат, да им биде даден и тие да работат со него, зашто не секој може на една таква убавина да ја го даде вистинскиот современ звук. Се изроди една идеја од Мартин Вучич, внукот на Пеце Атанасовски, да се направи проект кај што ората на Пеце Атанасовски треба да се направат за специфичен изведувачки состав. Значи, тоа беа перкусионисти, 4 перкусионисти кои свиреа се од перкусии. Во оркестарот имаше уште
бас, имаше клавиатура, имаше армоника, имаше тарабука, имаше зурла, гајда, тапан. И се разбира, сето тоа требаше да се спои во нешто што представуваше спој практично на традицијата со современите текови во европската музичка култура. Ората предизвикаа посебен еден набој кај мене, затоа што снагата со која ги донесе Пеце Атанасовски бараше да се одговори на исти начин во творештвото, во приодот, во трансформација на тоа и се разбира во оркестрација и во аранжирањето, така да настана еден проект кој ги користеше ората на Пеце Атанасовски. Тој спој практично донесе едно ново видување и пристап во третирањето на изворната традиција, фолклорна традиција во спојот со сите оние светски пристапи. Патуваше секогаш со нас. Ниеднашка не одби да рече извини, јас имам работа, јас имам ова. Туку секогаш ги прифаќаше оние термини кои беа законци. Значи се гледаше дека е човек професионалец, кој тоа и ни го потврдуваше и на патувањата, ама и со своите приказки што ни ги кажуваше дека патувавме. И едно од тие што многу ми остави впечаток е неговата исто така огромна желба да настапи на фестивалот на гајдаджите, светски фестивал на гајдаджи, кој се случи во Сицилија, каде што поради некои недоразбирања во матичната куќа, веројатно тука во Македонска радио телевизија, или телевизија Скопје или радио Скопје, како се викаше тогаш, морал самостално да отиде со своји средства и со, али желбата била да се проба, да се види во однос каков е со другите. Тоа беше една од анегдотите која многу ми остави добар впечаток, бидејќи вака го кажа тој тоа. Вика, кога се качив на сцена, за разлика од другите, кои беа, вика, огромни друштва, одеа со кардиолози, со доктори, со менаџери, со шофери, со не знам со што све не. Поготово бугарите, поготово шкоците, русите, вика, тие беа цели екипи, тимови, јас беа, вика, сам. Немав ни друштво, вика, со кого, разбирам. И кога се качив на сцената, тогаш се осетив неверојатно, вика, осамен. И за да можам да свирам, а не можам да свирам, а немав на кого да му свирам, вика, морав да си го вратам филмот како кога дете, кога им свирав на овците во планините. И вика, таков ми се створи еден филм, се затворив очите и почнав да свирам. И вика, што е најважно, вика, ја не ни знаев колку свирав. А имаше пропозиции да свириш, не знам, 4 минути или 5 или 8 минути, така нешто. Вика, јас почнав да свирам и не знаев колку свирав. Само едно време знам дека се разбудив од голема галама, гужва, вика, се направи. Не гужва, него галама, звук, вика, многу јак. И после кој ги отворив очите, видов дека сите стоја на нози, ми аплодира и вика, и сега се возбудувам. И дојде, вика, русинот и ме зема во раце и ме дигна и вика, еве го победникот, еве го победникот.
Не постои друга милост освен Божијата. И сечија судбина е скроена по негова заповед. Така и судбината на овој голем уметник беше своите последни чекори да ги одигра на свадбата на својот пријател во родното Долнени. И последните мигови од животот ги мине во кругот на семејството и пријателите. Замина легендата на македонската музичка култура. Замина ненадејно, достоинствено, токму онака како што живееше целиот свој живот. Неговите дела и се што има постигнато, создадено и пренесено на идните генерации, се видлив патоказ, зрак што фрла светлина за показ и незаборав. Долг е списокот на неговите успеси, вистински подвизи кои останаа забележани во аналите на музичката култура.